Информациите стигнуваат до вас. Букефал, дали се слушаме? А Проач, овде Скопје, дали се слушаме Букефал? Вака завршува 11-минутната тонска снимка од комуникацијата меѓу контролата на летање на Скопскиот аеродром и пилотската посада на армискиот хеликоптер Ми-17, кој падна кај Катлановско блаце пред 4 години. Како што и пишува под снимката објавена на интернет порталот YouTube, станува збор за последните 10 минути од кобниот лет во кој загинаа 11 македонски офицери, мировници кои се враќаа од Босна. Добар ден, Букефал. Букефал 01 од Когат entering point inbound Лв Скопје. Записот почнува од првиот контакт меѓу контролата на летање и армискиот хеликоптер кој лета под кодно име Букефал. Роднини и упатени во истрагата за Канал 5 потврдија дека станува збор за веродостојна снимка која од збор до збор е пресликана и во транскриптот на комуникацијата од црната кутија на хеликоптерот. Уште на почетокот на снимката, пилотот и контролорот зборуваат на македонски за начинот на кој ќе биде изведено слетувањето на хеликоптерот. Во еден момент, пилотот бара директно слетување по армиската процедура Папа Танго, но од кулата во Петровец го упатуваат на процедурата со инструментално слетување. Букефал 01, дали сте запознаени со стандардна АЛС процедура? Запознаени сме, меѓутоа не знам, инструментов не ми покажува добро, може ќе биде добро и радар векторинг да ми дават. Нормално ќе бидете радар мониторинг или ќе направиме радар векторинг? Радар векторинг најубаво. Дека нешто не функционира според планот се дознава пред кобниот момент. Хеликоптерот никако не може да се постави во слетувачката линија кон аеродромот, па контролорот дури тогаш прашува дали хеликоптерот има автоматска процедура за таа намена. Потоа многу брзо следува падот. Вие немате автоматско кепчување на... Не, немаме. Сега сте десно од локалајза од правецот, значи негде една, да кажам, петина од милја. Каде, лево ли? Кој курс? Кажете ми, у кој курс сте вие сега? У 320. Идите улево 310. Добро, 310. Која висина имате? Висина е 800 метри. Слободно снижување на 600 метри. Букефал 01. Букефал 01, дали се слушаме? Снимката на YouTube е објавена синоќа пред полноќ од извесен YouTube член подпишан како Натали 4707. Точно една недела пред трагичната годишнина, целосно е разоткриен разговорот меѓу загинатата посада и контролата на летот. Обвинителството 10 дена пред Нова година го затвори случајот без да отвори кривична истрага, прогласувајќи ги за одговорни пилотите и покрај јасните пропусти на АРМ и на контролата на летањето. Роднините не се предаваат во потрагата по вистината. Дел од нив најавија приватни кривични пријави против офицери на АРМ за кои сметат дека се одговорни за несреќата.